денеска постојат многу млади како мене, кои што не се одлучуваат да го одберат тој пат, тоест да се занимаваат со глума токму од таа гледна точка, односно од финансиска гледна точка, со тоа што не ни носи многу придонеси самото занимавање, а жртвата е доста голема, како студирањето, така и во продолжение во спремањето на самите представи и ангажмани додека се спремаат представите. Сметам дека овде доста голема улога играат и самите институции, кои што треба да ги мотивираат младите да се занимаваат со културата, да им ја укажат која е вредноста, а интересот е доста голем и има доста скриени таленти кои што некој треба да ги препознае. Во мојата глава секогаш ќе постојат прашалници, дали доколку условите и околностите беа други, би продолжила да се занимавам со тоа и би можела да просперирам во денешницата. Младите не им треба порака, младите им треба поддршка. На младите им треба поддршка. Тие имаат желба, имаат мотивација, имаат ентузијазам, имаат љубов, кој што со текот на времето, како старат и како улаат во институциите, тоа гасне и се потиснува. За жал не сме поставени ние на државно ниво, не сме поставени стабилно и не чекориме сигурно, така да тука го наоѓам проблемот. Пандемијата е страшен одрз на тоа негативно влијание на нашата културата, на спортот, на се што е поврзано со публика, така? Со тоа што, например, во нашите сали, знаеш дека се редуцираше капацитетот на 30, па сега е на 50, па со маска, па со сертификати, со многу работи, тоа одвлекува внимание и публиката исчезна. Тоа е нормално. Интересот на децата од средното општинско училиште Коста Зусинов од Радовиш е голем, макар што додека се од прва до четврта година, додека се помали, поголем интерес како минуваат годините, тие почнуваат да се занимаваат со други работи, како што е да се спремаат за матура. Во четврта година веќе немаат време да се посветат толку на драмска секција, да се посветат толку на тоа што значи спремање одредена представа. Во денешно време има многу работи кои што се популарни, а не културата, да бидат мотивирани да се занимаваат со нешто што е интелектуално воздигнување, а воедно нели да се надоградуваат самите себе си. Живееме во општество во кое што се изменија вредностите и во буквална смисла културата и сето тоа што значи сцена, сето тоа што значи литература станува нешто што е второстепено. Би во текот на целиот период има една мала бројка на деца кои што обстојуваат, макар што можеби пред 10 години интересот бил поголем, како минуваат годините интересот е помал, ама сепак постојат индивидуалци кои што се жарчето кој што не може да изгасне во ова општество.